Формираната снежна покривка ги заштити есенските посеви од екстремните минимални температури, но поларниот студ може да предизвика измрзнување кај младите лозија и овошки. Во Агенцијата за потик и развој на земјоделието во Штип, земјоделците веќе започнаа да носат примероци од лозовите калеми, за да се изврши проценка дали и колку има измрзнување во Штипско и Карбинско. Со мало затоплување кога ќе има, бидејќи се уште знаеме сите дека имаме ниски температури, со мало затоплување веќе ќе видиме докаде ситуацијата како овошите, така и лозовите настои. Дефинитивно дека има измрзнување. Точно дека во Агенцијата за поттикнување развој на земјоделието во работна единица Штип и во останатите работни единици донесуваат примероци од посебно лозарството, ни направени се некои првични порби каде што покажуваат катастрофални резултати на измрзнување. Евентуалните штети од измрзнување во овој момент не може точно да се констатираат, се додека не почне пролетното кроење. Посебно ризичен беше поларниот студ изминатата недела, кога во житородниот регион во Штип беа измерени минус 24 степени. Кога има измрзнување на папките, треба да се види да нема измрзнување на самиот ластер, додека при измрзнување на папките нормално ќе има потерување од самиот китук доле, значи самата овошка растението, така да ќе имаме контури кроење, кратко кроење на контури, повеќе оставање на контури, така со тоа ќе може да се облажи да има материјал за до година. Значи нема може да се очекува поголем род, но родот ќе биде намален, но многу е битно да има добар материјал да се остави за наредната година. Агрономите велат дека доколку и во наредниот период има бранови со екстремно ниски температури, тогаш повторно ќе има мрзнење кај виновата лоза, но и кај овошките.